Децата на возраст до 14 години се најчесто заболени од грип. Ова го покажуваат последните податоци кои преку матичните лекари ги добива Центарот за јавно здравје. Од октомври лани и во првите недели од јануари вкупно се регистрирани 279 заболени, од кои деца се 196. Според доктор Сузана Субашиќ, ова е резултат на неразвиениот имунолошки систем кај младата популација. Грипот е сезонско заболување кое бара третирање од лекар. Во амбулантите бројот на болни расте, но не отстапува од вообичаениот за овој период од годината. Секогаш пациентите мора да се јават на лекар за да не дојдат до одредени компликации, посебно ризик групите, но секако секој пациент што заболи, значи прегледот е бесплатен кај неговиот матичен доктор, нека се јави на лекар, а најважно никако да не посегнуваат по антибиотици. Превентивното и соодветно третирање на грипот ќе го намали ризикот од последици врз здравјето. 10-11 месец следи превенцијата, односно вакцинациите што се даваат во Заводот за здравствена заштита. Тие вакцини се супкутани, односно подкожно се аплицира вакцината. Пак ги споменав претходно ризичните групи, точно се знае која е ризична група, е пожелно да се вакцинира за да се заштити од престојниот налет на вируси, односно инфлуенца, односно грипови. Секој пациент да се потруди да си го зголеми прво својот имунитет, преку користење на мултивитамински препарати, преку користење на топли напивки, чаеви, супи, компоти, топли, облекување на топла облека. Слободно може да престојуваат пациентите, односно сите потенцијални пациенти во отворена просторија, а треба да ги избегнуваат затворените простории, да избегнуваат места каде што се собираат голема група на луѓе, зашто таа инфекција се пренесува преку капков пат, односно преку кивање и кашлање, вирусот се пренесува. Само во јануари годинава во Тетово регистрирани се 76 нови случаи на болни од грип. Бројката се очекува да се зголеми со почетокот на второто полугодие, кога децата ќе се вратат во училишните клупи.